Suicidal tendencies that creep up in my coffin. I don't wanna do no talking, but you see the reaper, he go crazy, he go dumb. I'm gonna let my chopper drown. Pum 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 pum. Suicidal tendencies that creep up in my coffin. I don't wanna do no talking, but you see the reaper, he go crazy, he go dumb. I'm gonna let my chopper drown. Pum 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 pum. She broke my heart and left me for some guy. Now have a happy fucking Valentine. I don't ever feel this way about a morning. Crazy thoughts in my head, voice calling. Looking down to the ground and I'm all in. Light of time to kill, might as well fall in. Damn if I do, damn if I don't. If I can have you, this life I don't want. Здраво, здраво друштво! Нов ден, ново видео, нов тренинг. Да се остане здрав ова лудило. Ние сме тука да се релаксираме, да се разоднодуваме секој тренинг, да останеме активни колку што може во овие услови како што ни се. Ќе пробаме да направиме некои нови работи денеска, некои нови моменти. Ништо нови генерално, но нови во тренинг што ги работиме овдека. Повторно ќе одиме во наставата на кросфит за мое радување, така ми дозволија. Ќе дајаме днеска акцент малку на сила во првиот дел на тренингот, потоа ќе направиме некој мал, да речеме, меткон, така да речем, пошто викаме ние, малку кондицијски дел, така е на крај на часот, на крај на видеото. И стандартно почнуваме со загревање, почнуваме со глобови, да не должам повеќе од тоа. Најбрзиот начин да се загрееме се овие неколку вежби со глобови. Почнуваме со рамената. Прво мали кругови, потоа зголемуваме до полни кругови, 6 до 8 пати по движење ќе направиме. Втората одиме назад, истиот зглоб, вртиме назад, исто 6 до 8 повторувања, зголемуваме на полни кругови, целиот опсек на зглобот. Добре, одиме сега во ротација, 3, 4, стапалата на земја и 8, продолжуваме долу во колковите, во круг, исто стапалата на земја. Ова е делот на загревање на зглобови, размрдување така наречено. Не го менуваме во тренингот, генерално треба да се загрееме целото тело, сите зглобови да ги размрдаме пред да почнеме да вежбаме. Во овој прв дел, затоа наликува еден на друг. Немаме многу различни движења. Едно долу горе, благо расширени стапала, прави грбот, прави колената. Сега треба да направим многу други движења во однос на загревање на зглобови, но идејата да не изгубиме премногу време, да сме ефикасни во тоа што го правиме. Остани долу, некоја секунда, истини ги позади тетивите. Ако мрни, одиме во една страна и застирај, акцент само на едната нога. Држуваме исто благо, на максимум позиција, колку што можеме. Потоа во другата насока, другата нога. Тука. Добре, одиме уште малку пораширено долу, во една страна, одиме долу. Внимавајте да е телото внатре, помеѓу нозете, едното колено во страна, другата нога надвор отворена. Држуваме тука. Потоа, другата страна. Внимателно, контрол, лека.
broj. Dlanke na zemlja, do sredine. Ovdje je malo dinamično. Desno i levo. 5, 6, 7 i 8. Ovdje možete malo gore. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Išće kolena napred. Jedna noga pravo napred, visoko do dlankite. Другата позади права изправена во коленото. Дланките внатре од стапалото, коленото на надвор. Отвара. Одржуваме тука нека секунда. Статична. Потоа спуштаме долу коленото. Раката ще е до стапалото, долу и горе. И сакаме овие крајни позиции. Максимум на слобовите. И одлично. Одиме ногата што е напред, враќаме, чуваме другата нога горе, истата работа. Високо до дланки, стапалото, ногата позади права изпружена. Бутираме се боковите кон подот, долу. 10 секунди во оваа позиција, спуштаме долу коленото, одиме другата рака, другата страна. Немам проблеми во овој дел, одиме внимателно, разлежуваме. Има време за темпо, има време за брзање. Горе колената во круг. Назад. Добри сме. Одиме во бовите уште малку, во круг. Како рекаме, злови да грем брда не сакаме. Добро. Другата нога. Исто. Не брзаме. Максимум го сакаме на зглобот. Добре, овој делот на загревање на зглобот, да малку да качиме пулс, да загреваме телото, да подскокаме малку, да успреме системот за тренинг. Одиме во 2 рунди, 50 jumping jacks, 20 шекори и 20 стомашни. Ништо е многу комплицирано. Одлично. Одиме чекор 20 купно, двете нозе. И мајте сакаме да имаме справено тело, да правиме чекори, нека има наведнување. Ногата што следи позади, оди кон подот. Не оди ногата напред, нанапред, одиме долу со ногата позади. Добре. Сега се земем долу помочни. Да загрееме трупот. Основната вредна што ние практикуваме често е спојни стапала, колената долу, легни потполно, изправи се. Со дланките на рацете слободно се намнувајте. Сакаме изолација во движењето, сакаме цело тело да го
вклучиме. Добре, другата опција ви трябва да се спружени нозе. Не е исто, много слично. Само имаме екстра помош от нозете. Овие бройчите аз ги правя за време за чисто само за ориентација од прилика како треба да се загрееме. Кој го гледах делот и вежба заедно со мене. Не е врхлободно, само правам едно движење. Правим го заедно со мене, а потоа мене ништо не е стриктно во бројките. Ни треба некои 4-5 минути само да се движиме. Динамично. Ова е вториот круг. Добре, ходим се с чекори, една по друга нога. Ако сакате да ви движите добро, пајте ги назад, да постоите во место, пајте ги нозете назад. Тоа ќе ви помогне малку да останете со правилна форма. Движењето е исто, само иницијава радишно од насока и тоа ни помага доволно да го држиме делото право и делот што сакаме да го активираме. Супер, каче пулсот, стана топло, што е добар знак. Ходиме долу, тортот стомачни. Јадам 10 за оваа варијанта, со долу колената. И 10 за правни нозе. Четири, 5, 6, 7, 8, 9. Добро. Тоа завршуваме загревањето. Сметаме дека сме генерално загрејани, дека имаме качна температура на телото, пулсот е веќе подкачен, тоа е за вежбање, телото веќе е будно, доволно. Одиме прв дел и главен дел на денешниот тренинг ќе биде чучнувањето. Иако звучи многу едноставно, направиме само чучнување во тренингот, веруете има начин како да го стимулираме чучнувањето да биде потешко, да добиеме повеќе од обичен чуч, иако да сме во сала и ако немаме тежина да ставиме на себе, сериозно голема. Правиме дедлифт, подигање од земја со плочата бавни и контролирани движења, ќе правиме исто така денеска, во истата насока ќе правиме чучнување. Земете објект дома, било што, да има тежина некаква на него, да кажеме 6 кг па нагоре, колку можете толку да држите, ќе држиме тежината пред нас, напред на градите и така ќе чучнуваме во темпо. Во прилог на тоа, јас ќе земам топка, можете ранец, можете кутија, што може да држите тежина било каква, како сте во двор, ставите вреќа со песок, супер варијанта е тоа.
ако има таква нека опција. Кучето, супер опција, ако имате покрупно, супер опција. И за него е забавно. Како ги изгледа тоа? Тежината високо горе на градите, не ја сакаме долу да не влече. Океј, него колку можеме погоре, толку е подобро. Ке паѓаме 5 секунди надолу во чуч, ке стоиме 5 секунди долу во чуч, само ке стоиме статички и на крај ке станеме брзо нагоре. Ке правиме 5 серии по 5 чучнувања со пауза помеѓу нив, соодветно како што ни треба. Кога правиме силов дел на тренинг во оваа насока, паузата ни е битна да биде долга, да имаме секој сет, да имаме доволно снага да го истрајаме сетот како што треба. Одиме на демонстрација прво да покажеме. Значи, се мене се оди тежината облегнат горе, колку може по-високо на градите, тоа не треба да го држиме грбот исправено и да влече назад. Оваа позиција ќе идеме 5 секунди долу. 1, 2, 3, 4, 5. Стоиме долу 5 секунди на крајната позиција. 1, 2, 3, 4, 5 и брзо стануваме назад. Останувањето немаме пауза, туку веднаш паѓаме во следниот чуч. Добро? Ајде, пробаме да го изиграме како што треба. Одиме првите неопходни почна во страна, да видите како се игра во грбот, а потоа се свртам према вас. Одиме 5 секунди долу, 5 секунди долу стоиме, еднаш нагоре и право назад во целото повторување. Одиме заедно, 5 чучнувања скупно. Одиме, 5, 4, 3, 2, 1, стоиме, 4, 3, 2, 1, горе, брзо, одиме, 1, 2, 3, 4, 5, паѓаме долу, внимавајте 5 секунди, контролирано и полека, 3, 4, горе, стане, одиме, 1, 2, 3, 4, 5, долу, 2, 3, 4, 5, брзо. Така, 1, 2, 3, 4, 5. Долу стои. 2, 3, 4. Станувај. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Стои долу. 2, 3, 4, 5 и горе. Таа 5 повторувања, одиме 4 серии по 5 исти повторувања вакви. Внимајте контрола да имате цело време, земете воздух горе кога ќе почнеме, држете го долу, што станувате горе и дижете експлозивно. Ке видите после број повторувања, ако е доволно предизвикувачки тоа што држите пред вас, да почне грбот да ве затега позади, бидејќи тој се бори тежината хондра да ја држи стабилно. Земете воздух хубаво, треба да одмориме доволно добро. Да почнеме втор сет. Овде нема брзање, треба да е пулсот низок. Може да се движиме контролирано и безбедно. Ајде одиме. Втора серија, тежината високо горе пред вас, на гради, само долу, стандардно широк, на рамените ширина. Одиме спремни, 3, 2, 1, почне. 5, 4, 3, 2, 1 и стои. 2, 3, 4, 5, горе. Одлук. 1, 2, 3, 4, 5. Стои долу. 2, 3, 4, 5 и горе. 2, долу. 2, 3, 4, 5. Стапалата на земја цели. 3, 4, 5. Станувај. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Стои долу. 2, 3, 4, 5. Станувај. Последно. 1, 2, 3, 4, 5. И долу стои. 2, 3, 4, 5. И станува. Треба се 5. Ако грешив некој, молам извинете ме, пробам да зборам, да бројам 5, 5, па 5 вкупно. Нема лутка, ме молам.
забележите само кога сме долу во долна позиција, во длабок чуч, не губи форма телото. Ова не е во ред, тука да завршиме да изгубиме цела форма комплетно. Ни треба чучот да стои како што треба горе, константно активен грб, константно горе, да биде потензија цел систем на задната линија на телото. Слободно колку што може да терет, колку може да темпо слободно, ви реков, зборам и за подигањето. Ако немаме доволно килажа, направиме темпо побавно, стимулот е скоро па ист. Стимулот скоро па ист ќе го добиеме. Одиме трета серија. Тоа го знам. Одиме горе, справено. Рамени се позади, стапала константно на земја. Спреми се и почни. 5, 4, 3, 2, 1. И тензија. 2, 3, 4, 5 и стани. Ево 1, 2, 3, 4, 5. Остани. 1, 2, 3, 4, 5 и стани. Одиме. 3, 2, 3, 4, 5. Држи се. 1, 2, 3, 4, 5 и стани. Одлично. 4, 2, 3, 4, 5. Држи се. 2, 3, 4, 5 и стани. Последно. 5, 2, 3, 4, 5. Држи се. 1, 2, 3, 4, 5 и стани. 9 кила не е многу, во мојот случај, крвот сериозно работи. Колку оде сериозно се потензија цело време. Ова е четврта серија, најверојатно, уште една ќе направиме. За 5, тоа е вкупно 25 чучнувања, што ни влага во оној обсег до максимум 30 повторувања тренинг од вежба, да влеземе во силов дел, се преку 30 е многу повторувања. Ако било што правите повеќе од 30 пати, веќе ви е лесна килажата, стимул веќе не е тој што саме да го биеме, не е силова адаптација. Океј, тоа е веќе издржливост по прашање, повеќе од 30 повторувања, 25 ни е скоро па идеална бројка или помалку, зависи колку е тешко тоа што го правиме. Немете воздух, не би требало да се уморите од сега, не со пул да се уморите, не се задишите, туку да има само тежина што го правиме. И одиме последен сет, последни 5, после тоа ќе вежбаме, така се зезаме најчесто, после тоа ќе вежбаме. Пробаме да го нападнеме телото од многу различни аспекти, да може да се адаптира многу побрзо, бидејќи тоа што го правиме брзо и добро, ако го вежаме редовно и само тоа го вежаме, со тек на време таа адаптацијата на многу помала. Работи што не ги правиме, често пак ги правиме во таа насока, многу побрзо се прави адаптација на тој начин. На работи што не ги правиме често, работи што не ги можеме добро. Одиме. Последен сет. Контрола. Ете воздух горе. Почуваме. Може. 5, 4, 3, 2, 1. Стои. 2, 3, 4, 5 и брзо. Оди. 2, 3, 4, 5. Држи. 2, 3, 4, 5 и горе. Оди. 3, 2, 3, 4, 5 и долу. 2, 3, 4, 5 и брзо. 4, 2, 3, 4, 5 и стои. 2, 3, 4, 5 и брзо. Последен пат. 5, 4, 3, 2, 1 и остани. 2, 3,
4, 5 и брзо. Догнете доволно килажа да ви биде предизвик ова е супер вежбање во домашни услови кога немаме килажа голема за стимул, голем од надвор. Океј, супер. Овде како силова порција на тренинг го завршивме, одиме сега со малку метаболична кондиција. Ќе направиме 3 вежби во ротација, вкупно 5 рунди од 3 вежби. Еве ги вежби. Имаме 12 пати по рака, shoulder taps. Основната варијанта допирање на рамене од планк позиција, која што треба да биде изведена вака, на овој начин. Стената јадото, стената и колковите, стомахот, нозете, допираме едно по друго рамо. Значи 12 пати по рака. Уред? Кој сака да иде малку понапред со исто ова движење? Земете столче од дома, кауч, било што, ако можете, качете ги можете на столчето и пробајте телото поставите колку што можете повертикално, колковите над рамената, над длангите на земја. И во таа позиција пробајте да направите допирање на рамо. Океј? Гледа вака. Значи колку може поблиску до столчето, колковите над рамената, над дланките во права линија. И во оваа позиција пипкај рамо, едно па друго. Океј? Следната прогресија од оваа вежба е на дзид. Истата варијанта, на крајот, последната е одење на раце. Не денеска. Денеска да завршуваме овдека, денеска ова не е доволно па да стимул. Некој нареден час ќе правиме handstand walk, нема проблем. Втора вежба. Исто столче, ако имате опција, горе скокни, со две нозе, исправи се, тоа е супер добро. Ако ви е страх за скокање, најдете соодветен објект преку објектот. Скокнете преку, па обратно, скокнете преку, па обратно. Праваки 10, било која варијанта, дали горе, дали долу, оставам на вас, вкупно 10. Многу внимавање. Добро? Видиме, третата вежба ќе биде малку подинамични стомачни. Јас ќе земам малку помош, пробајте и без помош. Поберам дека ќе биде малку полесно ако имате малку килажа во рацете. Ева вежбата ги викаме atomic sit-ups, atomic стомачни, power стомачни, силови. И да легнеме долу и да станеме горе исправени. Изгледа вака, стапалата близко до себе, убав залет. Стануваме горе, легнуваме долу, пак легнуваме. Дланките јако напред, зафрлајте ги. Право потега завршете и пробајте да станете право горе. Битно е да имате стапала колку поблиско до себе. За симулација, поголема, земете ранче повторно. Не е битно колкава килажа, исто движење, над глава, замавни, качи го горе, повторно од глава, замавни, качи го горе. Ако имате малку килажа во дланките, хубаво ќе станувате, ќе ве влече нанапред. Пробајте ви тој опција, супер добро е. Повторно, 12 допирање на рамо, по рака, 10 скокови на кутија и 8 под овие стомачни. 5 рунди, правиме за време. Имаме на ум да имаме релативно висок интензитет кога вежбаме, бидејќи сакаме да сме во тој оптимум на тренирање, да не е многу лабаво, да не е многу тешко. Останато индивидуално на секој од вас да го оцени. Тоа значи да можеш да зборуваш многу тешко и да вежбаш. Не е ништо повеќе нема да кажам. Премни сме? Премни сме. Јас одам првата опција ќе идеме на земја, со обичен пленк, допирање рамо, потоа ќе одам со другата варијанта. Одлично, водиме спремни, дечки 3, 2, 1, можеме. 12 пати по рака допираме рамо. Можете иста рака, исто рамо, можете и десна рака, лево рамо, многу мала разлика. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. To, udime skokovi 10. Prvata opcija je vide skoknuvanje preko ranča na doma. Bilo što, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udime se 8. Hvala stomačni. Idemo prvo bez težine. 1, 2, 3, 4. Много brzo stanete. Ja nikog gledam tako neobični stomačni. Ovo je super varijanta. Uopšte не е проблем. Važi. Сакаме да бидеме секогаш подобри. Имаме напредок секогаш, да не останеме на исти вежби, исто темпо, исто време. Не треба адаптација, не треба телото предвижи. Ајде, имamo се. Одлично. Мене втора рунда. Одиме со опцијата od kutija, od stolče. Сакам да внимавате да имаме вертикално поставено тело, колкови над рамена, над дланки и одека правиме допир на рамо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Силата се тежина и ще ги мешам постоянно да може да имате вие повеќе увек. Два. Идето тежината све дека е полесно. 3. Да ги трябва да влечем напред. 4. 5, оставяме горе само екстра. 6, супер добро. Само справи се. 7, 8. Дали правим скокови на кутија? Не правим. Точно. Скокови на кутија, от втора рунда. 1, 2, извините, 3, пробам да постанам по интеракција, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не секогаш не е битен резултат, но кога правиме генерално свршиме денеска главниот дел го завршивме. Се не е така битно како отидеме поред. Завршиме битно е 5 рунди. Сите вежби. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Точно втора вежба. Скокови. Добре, еднаш ке свешиме. Тоа ке знаеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сакаме брзина, 7, 8, 9, 10. Ovo su stomačni. Udime sa jednostavna varijanta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
стимулот што сакаме да го добиеме е од можете на кутија првата вежба, скокови преку кутија втората вежба и со тегот третата вежба да правиме 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одлично. Дальше. Само да добавим стимул. Погledajte. Отпнување, убаво. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Имаме многу. Нашите тренери што бараат да не скокат на кутија, да скокат преку кутија. Пробаме да не го дозволиме тоа, бидејќи скокот е основна животна вештина, треба да скокаме сите. Висината тачно да смениме, окей? И да биде степенот 20 сантиметри. Скокате таму. Две нозе скокајте. Битни работи. Значи битни работи. Одите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За мен последна пета рунда. Идем повторно од кутија. Внимавајте се што повеќе до кутијата. Стругува внатре. Уво горе полковите високо над главата. И на таа позиција може да малку земја. 12. Отлично. Можем скоком 10. 1, 2, 3, 4. Тука демонстрирам. Секој од вас дома. Кај да вежба. Внимавајте. Ей, слепата. Бркајте висок интензитет. Да може да има тренинг ефект. Идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другари, за мене това беше тренинг от 5 рунди за време. И треба околу 9 минути. Со зборење, со грешки. Се оди. Да одим уште еднаш. Денес главниот тренинг беше чувствувањата. Денес сакаме да сметаме дека не е тежок ден, тежок силов ден. Второто само е момент да качаме малку пулс, да се измориме малку, да се спотиме малку. Но ово не беше секундарниот тренинг, по-неважниот. Оđето е првиот неважен. Чувствувањето со килажа, многу бавно и во темп. Стимул што го добиеме од таков силов тренинг е неспоредливо голем во однос ако правиме цело време аеробни тренинзи. Не никам да предуцирам дека тие се лоши и не се добри, но само да кажам дека мора да имате разновидност во тренирањето. Битно е да имате разновидност. Во било која насока, дали во временски домен, дали во вежби, дали во издржливост, дали во сила. Имајте разновидност во тренинзите. Окей?
Денеска тоа е тоа. Одиме долу да се стегнеме малку за финиш и завршуваме работа. Добре, одиме малку да ги стегнеме рамената, бидејќи топрегото рамена, долината на рамената, целата, тежината, една страна и друга страна. Отлично. Пази глава, задржи и дишни неколку пати длабоко. Па промени другиот лак, главата горе, издишувај. Ние дека не е опално да одиме на раце или да стоиме на раце, но генерално имаме многу големи дисбаланси во на телото. Најчесто ни е дел појак од горниот дел, најчесто, и најчесто ни е предниот ланец, што значи сите мускули од предниот дел на телото што ги гледаме во огледало се појаки од тие позади. Нашата мисија, нашата работа како тренери е тој дисбаланс да го колку што може избалансираме, бидејќи телото треба да функционира во синергија со телото, тоа е телото јако, а не само одредени делови. Тука една секунда. Одлично. Едната нога излезе од себе, другата нога држите далеко позади, колку можете повисоко стапалото, да сте во можност легнете преку ногата што е напред. Ништо на сила, ништо со форсирање, дојдете до максималната ваша позиција на ова истегнување и тука останете, дишите длабоко, дайте време нервниот систем да се опушти. Бидејќи стегнувањето прво е рефлекс, тоа е брани системот, да не се повреди, што е многу интелигентно, но кога ќе останете повеќе од 10 секунди во позиција, ќе сватите дека не е тоа лоша позиција, ќе почне да се опушта полека. Одиме истава работа од другата нога. Долу. Сите што се плашат од кросфит, не е страшно воопшто, не се секогаш лажата. Пробуваме да имаме стимул соодветен. Тежината е само бројка, стимулот што ќе го добиеме индивидуално, зависи од секој од вас. Така да не се плашите да пробувате нови работи. Нека не е тоа кросфит, нека било што, пробувате нови нечки работи. Како кажавме, не старееме, не престануваме да си играме, бидејќи старееме, туку обратно, старееме, бидејќи престануваме да си играме. Одиме назад, колку можеш длабоко назад, можеш на лакти супер, ако треба на дланки во оваа позиција, но внимај да имаш тензија во делот над коленото, ако немаш, значи и горе колковите високо буткај кон таванот. Истегне. Добре, и за крај одиме во длабок чуш позиција, во широко стапалата, дланките внатре, прифати ги патиките, во таа позиција која спустија колку можеш подлабоко колкот, со градите горе и грбот исправен.
може сите оваа позиција да практикуваме барем по минута време. Бидејќи ова е природна позиција на нашето тело за одмор. Таме губиме со тек на време. И како ги измислат учињата луѓето, веќе не чучнуваме. За жал, пробуваме тоа да го вратиме. Диште длабоко, пробајте уживајте во позицијата. Одлично. Друштво, денес тоа е тоа, завршивме работа. Дајте му шанса на тренингот, запнете убаво, дајте максимум од себе. Секој тренинг, секој час. Станува се видиме на следното видео. Ве поздравувам. Чао. Station your shot with a Draco, no kickback. This soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding? Why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Yeah, so fast. Whoa, just gotta slow down. Yeah, bitch keep calling my phone back to back like a repeat. I pick up the phone, she calling just to say that she miss me. Shorty don't think I cut her off, please don't tell me. That bitch is even lucky even if I let her touch me. Shorty getting annoying cause she turned up on the Remy. How you going to war with a pistol, you better grab your semi. If you wanna find me, it ain't hard to get up with me. Looking around, oh my gosh, they some fucking loose screws. Chop up, make a nigga flip, boy, fuck your deuce. Had to go and get some cash, had to cop some new shoes. Gotta stay on top just how I'm supposed to. If these niggas talking safe, fuck them, they don't know you. Nah, they don't know you. If they hatin' on the low, tell them fuck you. My niggas ain't on their own, so you know we gotta get that. Y'all niggas say shoot your shot with a Draco, no kickback. This soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding? Why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Play that shit on TNT. Never losing. We ain't fucking losing, They man. don't never do shit. Nah, they don't do shit. And I ain't picking choosing. I ain't picking choosing for shit. I'm focused on the music. It's a fact. Who game shit, man? Now we I ain't coming. game shit. You real shit. Let's get Look. it.